Јас сум оно дете. Здраво, деца! Денес сакате да научите дали навистина постојат пирати? Да, пирати навистина постоеле, а постојат и денес, но многу помалку и поинакви и само на поодалечени острови. Кои се пирати? Тоа биле луѓе што напаѓале бродови на море за да земат богатство или стока. Златна доба на пиратството била околу 1650 година до 1730 година. Во античкиот период имало пирати кои со своите брзи галии го тероризирале крајбрежјето на Средоземното море. Уште од времето на Стариот Египет, тие вршеле кражби на бродови. Во периодите кога доминантни цивилизации на Средоземјето не биле во можност да обезбедат доволно силни флоти на многу острови, постоеле пиратски заедници. Во почетокот сите пирати и гусари се нарекувале корсари, а подоцна овој назив почнал да се користи само за француските гусари. За муслиманските корсари од Северна Африка започнал да се користи називот берберски пирати. На знамењата често користеле череп и коски за да го плашат противникот. А сега да видиме неколку митови и вистини. Мит број 1. Сите имале папагали и пиеле само рум. Вистина е дека некои пирати имале животни, но обично биле само едни обични морепловци што барале плен. Мит број 2. Секој пират имал дрвена нога. Вистина е дека навистина имало повреди на море, но тоа не било правило. Мит број 3. Закупувале богатства со тајни мапи. Вистината е дека тоа го правеле ретко. Повеќето плен веднаш се трошел или продавал. Знаете, и денес има современо пиратство. Најмногу такви действија има на Тихиот и Индискиот океан и представуваат голем проблем за одвивањето на меѓународна трговија. Но државите користат патроли и закони за да го спречат. Интересен факт е тоа што некои пирати добивале дозвола од кралот или кралицата да напаѓаат непријателски бродови во војна. На дозволата пишува: овластување за пиратство на пиратот, пират, пиратовски. Довидување, деца! Следете го умно дете!